Почитувани колеги, почитувана министерке, добро е што Законот за служба во АРМ е конечно ставен на дневен ред. Закон кој е многу важен за сите припадници на армијата на Република Македонија. Иако во изминатиот период од скоро 3 години не го стававте, не го донесивте, сега на крај безуспешно се трудевте да прикажете дека законот е кочен од наша страна, што практично беше невозможно, а во што секако не ви поверува ниту припадниците на армијата на Република Македонија. Не можев да не забележам дека во целиот текст на Законот за служба во АРМ провејува ексклузивното право на министерката за одлучување, а правата на генералите во армијата на Република Македонија, воопшто на генералштабот, е ставен на минимум. Впрочем, како што и мислењето на генералите во врска со овој предлог закон воопшто не е ни земено во предвид. Прво што ми падна во очи исто така е дека е поднесен како закон за служба во армијата на Република Македонија, така како и што треба да биде. Иако уште во текот на јули месец повеќе пати од говорница министерке зборував за тоа дека Министерството донесе правилник со кој ја преименува незаконски армијата на Република Македонија од армија на Република Македонија во армија на некоја држава што не знаеме дали постои. Со што меѓу припадниците на армијата настана дилема и несигурност и голем револт, зашто секако дека уште повеќе допринесе незаконски подпишаната уредба на председателот на Република Македонија за отстранување на ознаките од униформите. Ова уредба во форма на наредба, иако незаконски, ја проследивте до сите касарни и единици низ Република Македонија. И не беше тоа доволно, туку и секојдневни притисоци, уцени и закани на тие што не ја спроведиле, односно наредбата, односно што не го извадиле името Република Македонија од својата униформа, иако министерке знаете дека тоа е незаконски. Со кое право го правите тоа? Никој, ама баш никој не може и не смее да го промени името на армијата надвор од законска процедура со подзаконски акти, а најмалку смее тоа да го направи председателот на државата и врховниот командант на армијата на Република Македонија. Добро знаете дека Законот за одбрана, кој што се уште не е донесен, е системски закон и за негово менување се потребни 2/3 мнозинство во собранието. Законот за одбрана е над уредбата од председателот на Република Македонија. Зборувате за квалитетна и достоинствена армија, а вие, министерке, ја обезличивте и ја пониживте армијата на Република Македонија и незините припадници пониско од ова што и го направивте, не можете да одите. Има уште многу што да се каже, но сепак во интерес на сите припадници на армијата на Република Македонија, секако дека ќе дадеме поддршка на овој предлог закон. Благодарам.